Почитувани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија и се разбира ќе ве поканам да го проследите разговорот кој што ни следува во продолжение. Ова утро имам чест првото утринско кафе да го испијам со легендарниот Коки Јанков, кој што го измалтретирав да дојде дури од Штип за да ни раскаже како му почнуваат утрата, да ни каже малку повеќе за неговата нова песна и за сето она кое што го подготвува во 2026 година. Коки, добро утро. Добро утро, еве сме веќе расонети. Да, фала многу на поканата. Немаме некои специјални ритуали од Сабајле. Кафето ни е безкофинско, ми смета кофинот и веќе почнуваме со не толку интензивни, ама веќе мора малце да обрнеме внимание и на физичкиот изглед. Внимаваш на линијата, добро. Да, почнуваме со некои мали тренинзи од Сабајле и бидејќи 26-та, како што кажавте, дека ќе биде за мене исклучително важна. Па така да сакам да бидам внимателен и кон себе и кон публиката, кон сите и да го видат да ја видат мојата намера едноставно. Да, ние веќе речиси си го испивме кафето, направивме многу разговори, дел од нив ќе ги повториме, се разбира, за нашите гледачи, да го споделиме сето она кое што тебе ти е значено, кажа дека си утрински човек, сакаш да станеш. Да, многу рано, веќе 5:30-6 веќе функционира. Да. Ти стануваш заедно со нас, следиш, верувам, утринска? Па не баш, веќе самите обврски наметнуваат, ама сум редовен кај вас, бидејќи така се чувствувам како дел од вас. Телевизијата знае да ги испочитува сите тие нешта. Еве сега во овој случај новата песна, не толку нова, ама имаме нели видеозапис. Тоа е песната Виолина И. Бевме на Макфест лани. И некако бројките затераа и многу сум среќен ради тоа, со тоа што е вовед во овој шаренолик видеозапис со тие некои нови технологии и буквално вовед на тоа што ќе случува 2026-та, тоа е 30 години од виолина и гитара. Најавен е еден викенд во ноември. Тој 13, 14 и 15 ноември е резервиран во Македонска филхармонија. Со бенд како што доликува достоинствено, љубезно, сето тоа да го изведеме и да го направиме со внимание, со чест за некои работи што биле и што еве ќе предстојат. Коки некако вака ми претрча ни се што сакам да разговараме овие неколку минути, но ќе почнеме со ред. Последниот пат кога се видовме, кога ни дојде во студиото на Здраво Македонија, те испративме буквално на Макфест и само ја најавивме Виолина И, нели 30 години после Виолина и гитара. Каква приказна раскажуваш со оваа песна и како помина на Макфест, како публиката ја прифаќа оваа мелодија? Приказната е едноставна. Јас сум едноставен човек реално, за двајца млади, Дули и Коки. Ја знаете приказната, не се повторувам, за некои работи останав јас да ги докажам. И Макфест беше феноменално нешто, после долго времено такво искуство, во смисол баш атмосфера како што требаше да биде на Макфест. Самата реакција на луѓето и самата публика например, во моментот кога требаш да се поклонам, едноставно аплаузот не застани. Тоа ми беше добра мотивација и покритие на нештата спрема публиката и спрема тоа што сме го правеле. И им кажав дека ќе се видиме за 10 години, бидејќи беше 40 години од Макфест и така при кога се поклонив кажав здраве, ќе се видиме пак за 10 години, пак на некој јубилеј таков како што е Макфест. Многу сум задоволен од сите тие работи што се случуваат и се надевам ќе го оправдаме сето ова што го збориме. Да, сега ти си една друга генерација, нема да ме сватиш погрешно, меѓутоа неслучајно мислам го споменувам ова затоа што спотот на Виолина И е всушност направен со помош на модерната технологија, нели вештачка интелигенција, па како се реши на вакво нешто, зошто не направи традиционален спот, ајде да кажем? Тоа беше за мене изненадување. Се уште изненадување тој спот, многу интересен, многу се врти, реакциите се супер. Имав јас претходно направено спот, оној ваков вистински. И некако нешто не се пронајдов и викам дека луѓето супер ја заврши работата, се во време, баш ги поздравувам да не бидам сватен погрешно, но што беше интересно, кога тргна ова да се работи, таа недела две,
некако влегов во приказната, некако очите ми се отворија, ова е интересно, личи на нешто. И ќе ви кажам едно, ќе споделам, скоро седев со еден мој ученик од школа кај нас и професоре, многу ви е добар спотот и татко му рекол, виде, твојот професор, као, јас во друга генерација виде каков спот направил, а вие младите што? И самата најава и самите бројки што цело време ги гледаме тие работи покажуваат дека е некако изненадувачки од моја страна и тоа им се свиѓа на публиката. Да. И сега, уште во самата најава, твојата најава, за она кој што ќе го зборуваме денеска и што веќе го зборуваме, беа бројките, на што си посветен во моментов и навистина драго ми е што ги следиш трендовите и што знаеш да се прилагодиш на сето она кое што публиката го бара во случајов помладата генерација. Имаш нов YouTube канал каде што може да ги повикаме сите наши следбеници, односно гледачи да те заследат, да ти дадат поддршка. Да, заследиме, така се и subscribe, како се така. Subscribe, така, мислам дека многу лесно. Коки Јанков претпоставам дека ти е YouTube каналот, место каде што допрва ќе се објавува сериозен материјал на кој што работеше изминатото лето. Кажи ни малку повеќе за тоа и се разбира уште еднаш да го најавиме концертот. Некако околу Велес ми се центарот на таа работна атмосфера, кај ми се случуваше минатите 7-8 месеци во Велес, кај Темелко Андреев, кај него во студиото. Тоа е нов материјал, сега дали ќе го наречеме постари песни, понови, дупли албум или не знам како, еден така интересен, не е тоа правец, ама си направив сам за себе, си ги обработив по тоа, како јас се осеќам во моментот, по големите хитови, не толку познатите песни исто така, и исто во Велес во театарот во Джинот се уснимија, има видео направено за сите тие песни. Фала им многу на сите луѓе што излегува во таков пресред. Баш нова средина, нови луѓе кои што сум ги заборил и сето тоа ми прави стварно да се осеќам добро. Имам добро чувство дека сето ова што го правиме заедно, јас секогаш викам заедно, бидејќи сам реално не можам ништо, ќе биде добро. И нека остане на крај крајава. Сето тоа е благодарение. Стварно е, сега скоро бев во една емисија во патот на успехот и викам јас толку успешен, викам како знаеш така малку скромно по муабетот, ама приказната не дека јас, ама приказната за Дули Коки, тоа јас што го правам, не јас како личност е стварно голема и е успешна се уште. Ама нека истече така како што треба. Не барам ништо, ни повеќе, ни помалку, да биде тоа мило, да биде драго, тие што ќе дојдат луѓе, да бидат задоволни и да уживат у тоа ја што го работам. Одлично, Коки, многу ти благодарам за овој разговор. Можеме уште сега да најавиме дека некаде околу септември повторно ќе се видиме, да видиме до каде си со продажбата на картите за концертот кој што го планираш во ноември. Во строга тајност се чува дали ќе те видиме на златна буамара на популарноста, но во секој случај Канал 5 телевизија и Здрава Македонија се твои пријатели и ти наш пријател се разбира и секогаш ќе сме тука за да промовираме се што работиш. Фала многу, 30 години виолина и гитара, многу ви фала за се.